Поздрав од еден прекрасен амбиент од ателието на факултетот за арт и дизајн. Ке разговарам со председателката на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, нашата позната професор доктор Јана Манева Чупеска. Добро утро, како сте утро? Добро утро, благодарам за добродојдени сте како гости на нашиот факултет при Европски универзитет. Значи, ве поканивме бидејќи навистина организирате, односно сте можеби организатори, а и соучесници. Влегувате во еден убав објект, во еден мол, каде што ќе се одржува и познатиот моден викенд, викенд на модата, а вие имате изложба вечерва во 18 часот со авторите се од друштвото, каде што работат исклучително текстил. Ајде малку да ни ја објасните изложбата за сите оние вечери попладнево што ќе дојдат. Се работи за Длумов проект, всушност една моја иницијатива која што на покана пред се на организаторката госпоѓа Света Богова Ивановска, организаторка на модниот викенд во Скопје, пројави интерес да соработува со Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Секако ми беше драго, бидејќи секде во свет има пракса да се третира текстилот и имаме познати имиња на уметници кои што го третираат текстилот пред се во ликовен контекст. При незината покана јас размислив и мислам дека е добра можност да се представим и пред оваа публика со тоа што пред се го афирмира друштвото, а тоа се ликовните вредности. Направивме еден проект кој што го сочинуваат уметници македонски кои што работат пред се со текстил. Тука би ги напоменала Маријана Костичиновска, Ана Ивановска, Гордана Вренцовска, Страхил Петровски. Јас учествувам, Маја Кировска, кој што ќе се представиме, Јана Јакимовска, кој што вечерва во 18 часот ќе се представиме пред македонската публика. Интересно е, бидејќи оваа изложба ја насловив како лепдење, бидејќи се работи само за инсталации кои што се одлика, да речем, во творештвото на овие наши членови на Длум. Просторот е прекрасен, во Изгейт, на тоа подкровје во тој деловен простор, кој што е многу прочистен, делува навистина многу мокно. И кога ја местевме оваа изложба пред неколку дена, навистина мислам дека така се инспириравме и други проекти, како Длум, да пробаме да ги поставиме во тој интересен простор. Вечерва е во 18 часот, тоа се перформанси, практично, така? Или проекции? Сакам да ве прашам инсталации, да. Што значи дека колку време ќе трае, можеби секој нема да стаса денеска тоа да го види, сакам да прашам дали има можност публиката да го погледне наредните денови, иако викендот е наменет за модата. Ако денеска публиката, посетителите кои што се редовни на модната недела и кои што би дошле специјално да ја посетат на оваа наша изложба, ќе може да ја видат додека трае модниот викенд. Според програмата која што ни ја дадоа организаторите, изложбата се отвара денеска во 18 часот, модниот викенд се затвара на 30, значи во сабота. Сите овие два дена, доколку дојдат да проследат некоја друга модна ревија, ќе може да ја видат и нашата изложба, која се навистина мислам дека отвара едни нови димензии. Драго ми е за Длум што за прв пат се представуваме и пред ваква сцена. Оваа соработка ми значи многу, бидејќи мислам дека имаме некаков спој, треба малце пошироко да ги гледаме работите, секако дека Длум е друштво на ликовни уметници кои што исклучиво ги застапува ликовните практики, но мислам дека е ова убав обид да направиме и во иднина успешна работа. Ми интересен текстилот, како нешто што може да направи креација, инсталација, перформанс, проекција, како да го наречам, и особено во, како велиме, во визијата, во абстракцијата на умот на уметникот, мислам дека вреди тоа да се види. Да, текстилот, облеката генерално може и е предизвик и за нас ликовните уметници. Значи, јас себе многу накратко ќе кажем, например, во творештвото на Ана Ивановска, во незиниот објект имаме еден од елементите кои што таа ги употребува се патентите. Во творештвото кај Маријана Костичинова Узунчева, таа работи прекрасни текстилни черги кои што се направени од текстилни чипки.
Кај во творештвото на колегата Страхил Петровски имаме еден интересен предизвик во смисол како да се совлада тоа платно кое што е во еден негов типичен импулс кој што апсолутно може да представува и во иднина и некаков дизајн на текстил. Исто така и во творештвото на колешката Вренцовска, во моето творештво, значи во творештвото на Јана Јакимовска, навистина имаме убав спој и не мислам дека сме залутани тама, апсолутно мислам. Тоа е една комуникација која што и светските искуства кажуваат дека апсолутно не се само музеите тие кои што нели треба да прават изложби, ако е така имаме и модни ревии кои што се прават во музеи. Во петок ќе учествувате? Во петок учествуваат студентите од факултетот за арт и дизајн на насоката моден дизајн со студентска модна ревија. Тоа е во петок во 19 часот, така да се надевам дека ќе публиката дојде да проследи нивната студентска изложба. Тоа е една ги знаете ревија. Моделите нешто? Можеме да откриеме? Јас ќе оставам тука пред се некој друг да каже повеќе детали за самата изложба. Верувам дека и нашата деканка професор доктор Гордана Вренцовска ќе има можност да ги каже повеќе деталите околу сето тоа. Важно е дека ние сме повторно на модниот викенд. Важно е дека учествуваме и дека ќе докажеме дека сепак имаме квалитетни идни млади дизајнери. Сосема на крај вашето секогаш сакам да прашувам следен чекор постојано сте, значи се нешто организирате, човек како велиме ние новинарите не можеме сегде да стасаме, бидејќи навистина организирате многу и настани, изложби. Следно нешто да најавиме на длум? Следно нешто во кој што ние пуштивме повик до нашите членови е изложбата Експериментален цртеж, кој што очекуваме членовите да дадат нели своји ликовни решенија, цртежи кои што се во делот на темата која што е годинава дадена. Интересно е што би сакала да напоменам за оваа изложба дека годинава експерименталниот цртеж ќе биде во куќата на Борко Лазевски. Многу благодарност до Росица Лазевска, керката негова која што ќе ни отстапи куќата, изложбата Експериментален цртеж да биде на голема чест во автентичен, напред се голема чест навистина за нас и сметам дека тоа треба да биде еден поттик за сите оние кои што планираат да земат учество во оваа изложба Експериментален цртеж, која што при тоа при крајот на годината ќе биде представена во Венеција во соработка со нашата колешка Љупка Делева која што години живее и работи во Венеција. Така да истата изложба ќе биде представена и во Венеција. Мислам навистина многу автентично, репрезентативно, меѓународно, како велиме, по-професионално здравје. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Сакам убаво да се представите, бидејќи секогаш сте некако автентични во идејата, во на што го работите, и како председателка, и како уметник, како професор. Меѓутоа, секогаш сакате друштвото на ликовните уметници на Македонија некако да им дадете една димензија што белегот е малку поразличен од сите други уметници. Се трудиме навистина, јас би сакала да истекнам целосната поддршка и на управниот одбор и на уметничкиот совет на длум кој што навистина безрезервно ја дава таа поддршка, бидејќи навистина не сметам дека тоа е само мој личен успех. Тоа е пред се успех колективен на сите тела на длум, секако и на членовите кои што имаме сите заедничка визија, тоа е да одиме кон квалитетни изложби и да сме тука присутни. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.